Пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам повторно на прашање од наша драга пријателка Ивана, која што не е прв пат да иницира некаква тема. Имаме повторно супер тема, затоа за да не губиме време да го погледнеме прашањето, па ќе се вратам назад со мојот одговор. Ивана, фала ти што ја начна оваа тема. Имам прв одговор, ќе го чепнеме и благото и шекерот и неговата замена, но во секој случај, прво нешто што сакам да ти кажам дека не е работата со кои вежби ти ќе ослабнеш, туку со кој начин на живот нема да дозволиш да се здебелиш, затоа што не постои конкретно нешто што јас сега ќе ти кажам, овие вежби прави ги, или ќе ти пратам 3 вежби кои што ќе ги правиш секое утро по 10 минути и ќе те ослабнат и нема да видиш последици од твојот неправилен начин на живот или од тоа што ти јадеш благо. Значи се работи за навики и јас константно тоа го зборувам дека се работи за континуитет на добри навики. Не значи тоа дека никогаш во животот нема да треба да пробаш благо, напротив, можеш да јадеш благо, но она што кај тебе е проблемот е да ги нема тие потреби за благо и кризи, затоа што не е природно и нормално ти да имаш секојдневни потреби за благо и како што ми кажа во комуникацијата дека повеќе би сакала да јадеш благо него ли да имаш главен оброк, односно ручек. Замените, прво, кризата за благо се јавува поради тоа што твоето ниво на шекер во крв не е стабилно, односно во текот на денот ти се случуваат најверојатно неколку падови на шекер во крв кои што резултираат со тоа да ти имаш голема желба за благо. И оваа тема ја имам зборувано и нема проблем, ќе ја зборувам уште многу пати се додека едноставно не ни стане јасно дека кризите за благо и падовите на шекер се резултат на погрешниот старт на денот, се резултат на непиењето на вода, се резултат на нередовноста на оброците и неквалитетноста на оброците, затоа што ти ако имаш добар појадок, ако гледаш да распоредуваш чести оброци во текот на денот, нема да дозволиш на твоето тело да шекерот падне под нивото кое што веќе е алармантно и кое што панкреасот ќе даде сигнал до мозокот дека слушај, најди ми брза енергија. Па ти ќе посегнеш по благо. Значи, тоа е твој личен избор, но во секој случај, секој од нас има можеби за некого таа брза енергија ќе биде грицки, за некого ќе биде тесто, за некого ќе биде сок, за некого кафе, енергетски пијалоци и така натаму. Имам зборувано дека постојат 6 пороци за брза енергија кои што ние луѓето ги конзумираме како шекер, но во различен вкус. Сега како замена за тоа, прво нешто што од секого би го слушнала дека замената е овошје, но најчесто луѓето кои ќе им спомнате па ја место чоколадо или било какво благо јади овошје, превртуваат очи затоа што кога ти се јаде брз шекер и ти се јаде благо и се знае какво е тоа благо, не е до овошјето, затоа јас повеќе алудирам нова да не дозволиш ти да ти падне шекерот. И замените за благо и за шекер конкретно има неколку типови, да речеме стевија, не знам дали си слушнал, али стевија е одлична замена на шекер која што доаѓа со 0 калории и можеш да пробаш да ја најдеш по продавниците за здрава храна и да почнеш да ја користиш. Има 2 шекерни алкохоли, ксилотол и кои што има исто така многу малку калории, некаде 2,5 калории, мислам, на грам, и еритрол, не знам како се викаше, уште еден, можеш да прогуглаш уште еден шекерен алкохол, кој што исто така се алкохолен шекер, кој што исто така се користи како замена за шекерот. И да речеме индустријата од типот, не знам, во некои мастики можеш да ги најдеш овие замени на шекерот и се супер од причина што имаат многу малку калории за блажината што ја носат. Така да пробај чисто како замена да почнеш да ги ставаш во кафе, во храна и така натаму, а за слабење тоа е веќе друга тема што повторно ти реков. Не е прашањето како ти да ослабнеш, туку како да не доведеш да се поправиш, а тоа е со филозофијата која што јас константно ја зборувам, добар појадок, редовност на оброци, вода и било каква физичка активност, макар да тоа е и пешачење. Не мора да бидат посериозни вежби. Не знам колку ти одговорив.
но у секој случај се надевам ми ја разбираш поентата и кој насоки ти ги давам. Ако можам на било кој друг начин да помогнам, слободно комуницираме и секој од вас го охрабрувам да ме комуницира и да одговараме на теми и да индивидуално ги решаваме, можеби некои прашања, бидете себични и гледајте си за вас. Со тоа ќе донесеме и вредност за многу луѓе кои што можеби ги мачи истата тема. Тука за денес завршувам, дечки. Фала ви за внимание. Фала ви што ги следите овие содржини и ве охрабрувам за интеракција дополнителна. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао!